Фудбалерите на Тетекс не успеа со победа да ја отворат пролетната полусезона на втората македонска фудбалска лига. Текстилците одиграа само 0:0 на домашен терен против ФК Скопје во рамки на 15-тото второлигашко коло. Првата посериозна можност на надпреварот ја имаа гостинските фудбалери, кога Дарио Деснич од непосредна близина не успеа да ја погоди мрежата на голманот Бехим Реджепи. Тетекс веднаш возврати со промашување на спротивната страна. Кристијан Апостоловски имаше идеална можност за гол, но неговиот удар од само неколку метри заврши покрај дирекот од голот на Скопје. Во второто полувреме капитенот на домашните Маријан Билбиловски ја имаше најдобрата можност за гол, откако одлично се проби по десната страна, но голманот на Скопје Христијан Стевковски со крајни напори го одбрани неговиот удар. Тренерите на двете екипи се едногласни дека резултатот 0:0 е најреален на овој надпревар. Со оглед на состојбата пред надпреварот во кој се наоѓавме со 5 повредени фудбалери, бев приморан да импровизирам со тимот. Во припремниот период воигрувавме друг тим. Сега, последната недела се случија тие малери. Мораше да импровизирам со екипата. Иначе за надпреварот типично првенствен надпревар тврд, без многу прилики за гол, многу борба, многу дуели, многу прекршоци. Немаше некои конкретни шанси, можеби Скопје имаше по наша грешка една во прво полувреме. Второ и Билбиловски имаше можност да не ги донесе 3 бода, меѓутоа голманот одбрани чиста шанса, така да можеби според прикажаното резултатот е и реален. Резултатот е осликување на што одвиваше за време на утакмицата. Мислам дека бевме подобри, можеби заслуживме и да победиме, но сепак и со овој бод сме задоволни. Екипата на Тетекс со нерешениот резултат против Скопје падна на 9-тата позиција на табелата со 12 поени, откако најголемиот конкурент за опстанок во лигата Вардар од Неготино победи на гостувањето против Лазрими со 2:0. Следното 16-то коло Тетекс гостува токму во Неготино против екипата на Вардар.